Со доаѓање на новата сезона се менува и облеката. Оние дебели јакни ги заменивте со Тексас, а пак чизмите со пролетни бои на балетанки. Време е за чистка на вашиот гардеробер. Зимската дебела облека да ја замените со пролетна и потенка. Истражувавме што е задолжително во пролетниот гардеробер. Класиката и базните парчиња никогаш не умираат. Ако постојано трчате по трендовите, тогаш постојано ќе имате тренди облеки и ќе велите дека немате што да облечете. Секоја жена во својот плакар треба да ги има основните безвременски парчиња, тоа е убава бела кошула, убав мантил, можеби убава црна кожена јакна, добар пар на фармерки кои што добро ви стоат, меѓутоа ако не ви стоат, тоа не треба ни да го имате. Мал црн фустан и уште неколку така едноставни работи кои што со накити, со кујнаков стајлинг, комбинација на чевли, фризура, шминка, ќе постојано ќе изгледате различно. Секоја жена во гардероберот мора да има и класична цевка панталони, класична црни панталони широки, бела кошула, една кожна јакна, неколку сакоа. Значи, како што стареам, да кажам, тоа е нормален процес, се повеќе избирам така едноставни парчиња, онака чист минимализам. Модниот дизајнер и новинар Небојша Толески советува за бојата која треба да е доминантна во вашиот гардеробер. Па се гледа по мене портокаловата боја преферирам за оваа пролет. Не знам зошто, лично ми се допаѓа многу и мислам дека убаво ми стои. Јас лично се мислам за себе, но сепак тука се индиго бојата и тенкото кадифе од материјалите морам да признам, исто така во индиго боја. Не исклучувам виолетовата боја кога разговараме за мажи, па дури нежната розова боја. За некого пак важни се и деталите. Вечна класика, секој треба да има онака добра бела кошула, добар джинс и добри чевли, добар часовник. Тоа е мојот совет. И добро сакон или блейзер, како и да е. Покрај класичната и спортската облека е задолжителна за оние пролетни прошетки. Ја преферирам спортска облека, нешто во што се чувствувам најпријатно, најлагодно, а и на сите го препорачувам истото, значи да не постојат правила. Се извинувам, не постојат правила. Мислам дека секој треба да носи она што во што се чувствува најлагодно, така да кажем. По овие совети, време е да започнете со чистење на вашиот гардеробер, да го освежите со нови пролетни парчиња и бои кои ќе влијаат на вашето расположение. Сепак, пролет е.